каде е документот што го покажавте на Канал 5? Бидејќи и Шврговски го бара, а во Канал 5 велат дека не сте го оставиле. Ја му го дадов на новинарот со кој што го водев разговорот и колку што имам информации, тој веќе го има предадено тој документ во дирекцијата за класификација на документи. Инаку овие денови слушнавме на Рашмонијада дека обвинителот Зврлевски пратил допис во рок од 5 дена, нити пратил допис, нити јас му добил, а вчера доцна попладнето слушнав дека изјавил дека тоа било дезинформација. Не знам што им се случува во државните институции, ми се чини дека се помалце во хаотична состојба, ама тоа не е ништо ново. Пред Букуреш, што беше предложено? Како што изјави премиерот на говорницата на собраниски прашања, референдум за Република Македонија Скопје или име Република Македонија Скопје? Име Република Македонија во заграда Скопје, кое што јас и премиерот Груевски го прифативме, и тоа беше единствен начин да се надеваме во тоа време дека на самитот ќе биде донесена позитивна одлука за Македонија. Белким некој не мисли дека ќе добиевме покана, а потоа на референдум допрва да се изјаснуваме. Јас не знам од каде е тој комплекс или фрустрација на Груевски постојано да се обидува со лаги и манипулации да го замајува народот. Цела алијанса, сите земји членки, Грција, Нимец, сите знаеа дека го прифативме предлогот Република Македонија во заграда Скопје и пак ќе речам предлог кој што беше 10 пати полош од оној во 2005-та, а кој што сега се обидува да го искористи за некакви дисквалификации лично мој или на Социјалдемократскиот сојуз. Рековте дека немате добиено дописи покана од обвинителството, доколку го добиете, ќе се јавите ли во обвинителството? Нема ја што да кријам, цела Македонија треба да знае. Воедно се согласувам со Груевски која вели дека народот има право да ја знае вистината. Еве, тоа е вистината. Што се кријат сега за државни тајни, строго доверливо, за обвинителства или некои други институции. Ако се работи за клучното прашање за единината на македонскиот народ и македонската држава, тогаш граѓаните треба да знаат што точно се случило и кој што мисли да прави во наредниот период. Благодариме.